Poditno da se napravi registar na zaboleni od malignih zaboluvanja, особено на дојка и матка, карциноми кои најмногу ги засегаат жените, бараат од Здруженијето Борка. Без водење на евиденција нема следење на состојбата. Во моментов, според здравствените установи, имаме 1150 ново заболени жени од рак на дојка, но според Здруженијето, бројката воопшто не е вистинита. Јас велам дека повеќе ги има, штета што нашите здравствени установи уште и Министерството на здравство мислам дека нема регистар во кој што ќе се води регистар на ново заболени, не само од канцер на дојка, значи од сите канцери. Во кој што, значи, верувате, ово е некоја болест чума на денешницата. Саздова е една од илјадниците жени кои се оперирани од најстрашната болест на денешницата. Незината борба со ракот започнала пред 17 години. 2000 година имав 3 операции, двете дојки ги оперирав и матка со јајници. Се подвргнав на хемотерапија и значи се помена, јас сум среќна жена, среќна сопруга, среќна мајка и баба на внуче едно. Иако најголем процент на заболени се жени, сепак оваа болест не ги одминува ниту мажите. Почетокот беше многу тежок, мислам, кога човек ќе разбере дека е болен од ваква тешка болест. Нормално, во првиот момент психолошки се паѓа доста и целата, не само јас, него и целата фамилија, а после тоа, кога се направи, мислам, првите испитувања, така се доби една така поголема сигурност дека тоа ќе може да се среди, да се оперира и да се излечи на некој начин. Според дел од членовите на Здруженијето, оперираните жени од овој тип на болест мораат да имаат одредени привилегии. Жените оболени од рак на дојка на матка би требало да бидат третирани како еден вид инвалиди затоа што тие изгубиле дел од своето тело и да бидат почитувани во друштвото и да им се олесни работата. Жена оперирана со вакви трауми не би можела да работи секаква работа. Ова и многу други искуства и барања беа презентирани на 10 годишнината од формирањето на Здруженијето Борка, кој јубилеот го одбележа во Виница. Го цениме секој миг и животот оти еден е и неповторлив. Затоа денес сме собрани овде и заедно како и во битките да го славиме и животот. Инаку Македонија се уште е на врвот во Европа според смртноста од рак на дојка, а најмладиот заболен пациент во државата има само 16 години.